Дали може да ни кажете кои наводи ги содржеше колективната тужба на ЕЦПР во врска со образованието во воспитно-поправниот дом во Ковје во Тетово? Европскиот центар за правата на ромите поднесе тужба за заштита од дискриминација и тоа од јавен интерес, акција Популарис, согласно новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Истата се однесуваше на неможноста децата кои што се штитеници во воспитно-поправниот дом во Тетово да го добијат образованието кое што е задолжително за децата во цела Република Македонија. Она што ние го баравме беше да се утврди дискриминација, меѓутоа не само да се утврди дискриминација, туку и да се задолжат тужените да им овозможат на овие деца да имаат редовно формално образование. Основниот граѓански суд во Скопје донесе пресуда со која утврди дека тужените, и тоа Министерство за правда, Управа за извршување на санкции, Министерство за образование и Воспитно-поправниот дом Тетово, сите заедно сториле повреда на еднаквоста на децата штитеници во Воспитно-поправниот дом Тетово. Тужбата се однесуваше за периодот од 2015 до 2020 година, кога беше поднесена тужбата на 4 март и утврдената дискриминација од страна на судот беше по два основи. Едната беше врз основа на статус, односно беше утврдена индиректна дискриминација за сите деца штитеници во Воспитно-поправниот дом Тетово во однос на неможноста да имаат образование, како компараторни беа сите останати деца во државата кои што го имаат тоа право остварено, а втората беше врз основа на етничка припадност, затоа што поголем број од децата во тој период кои што го опфаќаше тужбата беа деца од ромската етничка припадност. Она што ние го имавме како докази беа всушност и извештаите од Народниот правобранител кои што содржаа статистички податоци и за бројот на деца, меѓутоа и за етничката припадност на децата. Основниот суд ги задолжи тужените, исто така, од учебната година 2022-2023 да започнат и да им овозможат на децата штитеници во Воспитно-поправниот дом Тетово редовно формално образование. Меѓутоа, од тогаш до сега се уште нема ништо реализирано по однос на пресудата. Колку што сме запознаени, дали сметате дека е доволна само оваа пресуда за да се направат конечно измените и да се почне со образување на овие деца или е потребно уште нешто друго? Од тогаш до сега нема ништо поместување. Имаме информација дека децата се уште немаат формално образование, поради тоа ја поднесовме пресудата до извршител, кој што веќе постапуваше по истата, пуштени се налози, меѓутоа немаме информација кога би започнало извршувањето во однос на непаричното побарување, односно остварувањето на образование на децата. Сепак, самата пресуда не е доволна. Ова е еден начин на кој што невладината организација се обидува да ги поттикне властите да ги превземат чекорите, да го обезбедат правото на образование на децата, меѓутоа потребна е политичка волја. Она што е битно е што мора да го имаме во предвид дека овие деца повеќе од 20 години го немаат тоа право на образование. И се додека не се сменат одредени услови, децата ќе останат без образование, ќе излегуваат од Воспитно-поправниот дом без образование, а сето тоа влие на нивниот понатамошен живот. Што мислите, какви се последиците од ова и како можат да се надополнат во иднини? Последиците за тие деца кои што веќе биле во тој период во Воспитно-поправниот дом не може да се надополнат ниту со тужбите кои што би ги предложиле да ги поднесат како за надоместна штета, меѓутоа децата имаат право да си поднесат тужба за надоместна штета за периодот во кој што е утврдена дискриминацијата. Меѓутоа тоа е еден од начините за да бидат тие обештетени. Покрај тоа, целта на Европскиот центар на правата на ромите не е само финансискиот момент, туку е обезбедување на образование на овие деца. Поради тоа ќе продолжиме
како невладина организација со борбата за заштита на овие деца и ќе поднесеме, доколку не се изврши пресудата, и кривична пријава за неизвршување на судска пресуда, меѓутоа и ќе продолжиме и со судските постапки, односно доколку не се обезбеди образование наскоро за овие деца, ќе поднесеме и нова туџба за периодот кој што не е опфатен со оваа пресуда и ќе бидеме упорни. Упорноста е очигледно она што е потребно за да се сменат некои работи. Благодарам. Ви благодарам и на вас.